Само што започна второто полувреме од надпреварот помеѓу екипите на Брегалница и Детонит. 40 секунда. Фаул за екипата на Детонит, вели судијата Спири Ристов, Арсов поточно. Во првото полувреме по неколку шанси на двете страни. Топка изфрлена од самата гол линија за која домакините сметаа дека е гол. Гостите исто имаат на почетокот постигнат гол од корнер кој беше постигнат со фаул. Така што резултатот останува 0:0. Двете екипи влегуваат со почетниот резултат во второто полувреме. Судир помеѓу два играчи. Овој судар судијата го характеризира како фаул за Детонит. Можност да нафрлат во петерецот на Атанасовски гостите од Рабавиш, Лиманов е топката. Нафрлена топка, силна топка кон и погодот. Скоро истата позиција од каде што Брегалница може би постигне гол. Гостите водат во Делчево со 1:0. При еден судир, значи на 20 играчи, судијата реши да досуди фаул и го искористија за прекрасно да центрира и поточно да шутира во голот. 1:0 за гостите од Радовиш. На самиот старт на второто полувреме, 48 минут. Но добро е што голот паѓа на почетокот на второто полувреме, што значи ќе гледаме добар фудбал понатаму. Ратков топка кон Денковски. Денковски до Илиев, Илиев до Георгиев. Да видиме дали ќе има двојно прибивање, спасува од аут. Георгиев оди напред. Не успеа да додаде до Пешовски. Лиманов стреля се. Аут, Марковски е испробал аут, при тоа на повреда се жали Лиманов. Овде пред нас беше, може би беше изгазнат, но подготвува жолт картон Арсов. Жолт картон за Манасиев, кој ќе се извини за овој старт. Подадена рака кон Лиманов, еден од највозрастните во екипата од Радовиш. Ке мора посериозно да пристапат кон играта домашните фудбалери, колку сакаат да изборат поволен резултат од овој натпревар. Продолжува играта број 15, Рунчевски. Топка кон Лиманов. Пешовски, да видиме. Аут. Го бараше Георгиев таму на десната страна. Аутот обичајно го изведува Денковски.
Денковски кон Пешовски. Пешовски кон Ратков. Манасиев да видиме дали ќе префрла на другата страна кон Филиповски, така е, добро уфрлена топка. Филиповски, дали ќе нафрли? Борковиќ овде во обид да стигне до топката, не успева. Обид за контра сега на гостите. Одморени се разигра фудбалерите на двете екипи. Детонит подобро го започна на преворот. Офсайд. Убав обид на Лиманов да го проигра својот соиграч од левата страна, но при тоа имаше офсайд. Анастасовски и Марковски продолжуваат со акцијата. Исто нерешено ништо не е загубено за двете екипи за челната позиција, иако Турново им дише во врат, заедно со Пчеполи имаат 4 бода помалку. Подобрата гол разлика, заради која е на првото место екипата на Детонит, е создадена од преварот со Спартман, кој го добија со 11-0. Спасува овде со број 12 Асанов, упатува центаршут кон Левков беше тоа или Николов, но топката побрза. А Делчевци продолжуваат со напад преку Филиповски и Манасиев. 1:0 Детонит води во 47-та минута со голот на Лиманов. Денковски. Пешевски. Пешевски кон Илиев, да видиме овој лошо дадена топка до голманот кој ја испрлава аут најверојатно. Така е. Мал пресинг на Брегалница по примениот гол. Спласна атмосферата. Поздрав до Тони Симоновски кој прашува кој води 0:1, значи на почетокот постигнаа гостите гол, обид на Пешевски, но беше тоа на 5-6 метри од голот на Ивановски. Рака веле судијата, Манасиев дека играл со рака. Рака овде имаше играчот со број 9, така е. Денковски до Јоргиев, овој до Манасиев. Ќе го бара таму Филиповски на другата страна. Уште миле со рака намерна. Жолти црвен картон за играчот со број 14 Левков. Мало олеснување за домашниот тим. Претходно имаше жолт картон, ова е намерна игра со рака окарактеризирана и гостите од Радовиш. До крајот ќе играат со играч помалку. Имаат водство, но има и доста да се игра во второто полувреме за домакините да имаат можност да свртат резултатот во своја корист. Впрочем, затоа се игра фудбал. Полека го напушта теренот од другата страна. Исклучениот Левков не се лутеше, знаеше дека намерно играл. Продолжува играта, Манасиев кон Ратков. Ратков во 16-метникот таму кон Пешевски и Илиев се напред. Како фаул карактеризиран овој контакт од Денковски, логиран со број 12 Асанов. Лиманов стрелецот на голот додава амо до фудбалерот со број 5 Антонов. Акцијата оди од левата страна. Топка упатена кон фудбалерот со број 10 Спасов. Филиповски и Анастасовски комбинираат.
Топка пак кон Филиповски. Овде малку смешна ситуација. Да се надеваме дека не е повреден фудбалерот, но како да имаат инструкција во второто полувреме, тоа барем мој впечаток, не мора да биде така. Да ја одолжуваат играта, но како и да е, станува фудбалерот, играта продолжува, го доби оно што го бараше фаул. Купата на напред кон Коцевски, аут. Филиповски сфрлава аут. За Детонит 1:0 за гостите од Радовиш. Со гол постигнат во 47-та минута, Лиманов од слободен удар. По исклучувањето сега замена кај гостите со број 6 ќе влезе Адемов, Сердар Адемов, а излегува Становевски, поромешник играч на Бегалница. Атанасовски, иако незгодно батена топка, ја прифаќа. Топка кон Анастасовски. Филиповски. Георгиев, долго го има Денковски, дали ќе се обиде напред кон него или кон Илиев. И двајцата се таму напред. Имаше овде контакт, вели судијата за фаул. Протестира гостинскиот фудбалер, но судиската е последна. Побегна се чини за малку, за момент Денковски. Го обезбеди контактот кој го бараше и обид сега речи си на истата позиција како во првото полувреме Пешовски да нафрли во голот. Тогаш од гол линијата да испроди еден од играчите на Детонит и спречи водство, иако протестираа домакините и бара да се признае погодата, сепак остана тогаш 0:0. Пешовски. Шутира Пешовски. Фаул вели судијата за голманот, бил фаулиран. Добива фаул Ивановски. Инаку добар обид на Пешовски. Се подготвува да влезе во игра Дилан Петровски. Да видиме дали ќе донесе освежување оваа измена. Да подсетиме дека Детонит игра со играч помалку. Во второто полувреме поради два жолти картони. Еден од играчите ја напушти играта. Ега најавената измена. Излегува Георгиев, влегува Дилан Петровски. Честитки за Филип Георгиев за овој одлична игра во првото и на почетокот на второто полувреме. Корнер за гостите од Радовиш. Рунчевски таму се упатува да го изведе. Или поточно тоа е нововрзениот Ибримов. Атанасовски сигурен, при тоа фаулиран. Бара голманот Ивановски да се вратат назад неговите фудбалери. Нема фаул, вели овде судијата, продолжува играта. Изфрлава аут коректно Ибримов.
Боркович коректно ја враќа топката. Продолжува нападот од половината на Детонит. Лиманов, да видиме дали ќе му ја одземе. Но влезење Петровски не успева. Побрз овде Атанасовски од Борелец број 5. Без фаул во аут за Брегалница. Денковски до Марковски, овој до Настасовски малку ризично. Топка кон Манасиев, се гради добро. Да видиме дали така е го бара Пешовски, кој упатува кон Илиев, да видиме дали ќе стигне прв до топката. Си прави простор, неа ги забележува добро. Пета до Пешовски, но не успева, добра идеја. Марковски во аут. Фаул добиваат фудбалерите на Брегалница. Пешовски ќе мора да ја врати малку назад. 1:0 за Детонит од 47-та минута со голот на Лиманов. Гостите водат. Радков. Анастасовски. Филиповски овде во обид да го проигра Боркович, но далеко напред таму играчите на Детонит. Вал за Брегалница. Се чека на првата последовна шанса за гол за домашните кои играат со играч повеќе. Анастасовски до Филиповски. Петровски до Радков. Радков поби да го пронајде осамениот Боркович, но не успева. Браво, Антон, браво, ајде, ајде! Петровски Дилан. Топка кон Боркович. Добро нафрлена кон овде Пешовски, да видиме што ќе направи. Си бара простор. Упатена топка кон Илиев, но не се разбра најдобро. Знаеме често да го сврти резултатот во своја корист тимот на Брегалница. Барем за сега на теренот не изгледа така. Марковски овде сигурно, кон Радков. Судијата вели дека имало фаул при тоа. Пенал вели судијата, игра со рака. Ајде си оди.
Čekaj da svira. Nek mi je pedal si. A? Treba zašao da svojim. Пенал за екипата на Детонит. Не успева Атанасовски, 2-0 со играч помалку, Детонит победува со 2-0. Павлов сигурен реализатор. Добива честитки овде од својот стручен штаб. Со број 21 Николов, поточно Глигор, стрелаше прецизно. Продолжува играта. 25 минути од второто полувреме, 2:0 за гостите од Радовиш. Ратков, Петровски сега може да играат по-опуштено фудбалерите на Брегалница, 2:0 губат, нема што да загубат и така овој меч полека како да го добиваат гостите, но се игра до 90-та минута, останува да видиме што ќе се случи. Патена напред, тука е Марковски. Изпрва аут. Малку како разочарано делуваат домашните по овие два погодоци на гостите. Но има време да се консолидираат. Лиманов ја прифаќа оваа топка, шутира. Прифаќа Атанасовски. Топка кон Филиповски. Греши. Не успеа да го казни фудбалерот на Детонит за водство од 3-0, останува 2:0. Еден гол би ја вратил Брегалница во игра за бодови, кој треба да се случи брзо, доколку сакаат тоа и да биде така домашните фудбалери. Ништо не е загубено. 70 минута некаде. Миле Денковски во обид да биде побрз од фудбалерот со број 6 Адемов. Топка за Брегалница. Илиев кон Пешевски. Дреме добро. Сега малку предолго се долго влекува оваа игра. Подготвен и жолт картон. Токму за долго влекување. Продолжува играта, кај што застана топката кај Пешовски. Влегува во игра со број 3 кај гостите Јованов, на местото на фаулираниот повреден Рунчевски. Пешовски.
кон Марковски, Пешовски. Топка кон Борковиć. Анастасовски. Топка кон Јованов. Поуспешен Манасиев. Филиповски. Борковиć. Со број 9 кај домашната екипа ќе влезе фудбалерот Бојан Петровски. Со број 20 излегува Пешовски. Видиме овие две измени дали ќе донесат освежување во редовите на Брегалница. Ај, Майк. Дилан Петровски кон Манасиев. Лошо упатена топка кон Манасиев, фаул за Детонит. За сите они кои подоста се вклучија. Екипата од Радовиш има водство од 2:0 и играч помалку. Головите постигнати во второто полувреме. Топка за Брегалница, Анастасовски до Манасиев. На левата страна Слободен Денковски, надалеко е тоа од Манасиев. Топка десно кон Филиповски. Овој кон Борковиć, дали ќе ја прифати. Изнудува корнер. Еве можност по подолго време да видиме нешто посериозно кон голот на Ивановски. Во првото полувреме еден конкретен удар во оперот на голот кој од гол линијата извади еден од играчите на Детонит при резултат 0:0. Да видиме што ќе се случи по овој корнер. Убаво нафрлена нов висока топка кон Илиев која завршува во голаут. Марковски при топката, така е кон Петровски, Радков, да видиме што ќе направи. Продолжува играта, Филиповски до Петровски диван, пак до Филиповски. Назад сакаше да го проигра Анастасовски, но греши и тоа возможува контранапад на гостите од Радовиш. Се чини дека ќе ја одземе оваа топка Петровски, продолжува играта. Имаше овде фаул. Анастасовски. Напред кон Филиповски. Да видиме, овој ќе го бара Борковиć. Така е. Прифаќа Борковиć. Таму повторно Филиповски, дали ќе нафрли, така е нафрла. Топка кон Петровски, шутира повторно. Изфрлаат гостите. Две добри шанси за Петровски. Уште една шанса. За жал. Не завршува во голот оваа топка. Добар напад на Брегалница преку Борковиć и Филиповски кој нафрли. За Бојан Петровски на везениот шутираше и одбрани. Од уште еден удар. Останува 0:2. Ја бележиме и првата посериозна шанса во второто полувреме за домашниот тим. Марковски овде ќе додава до Танасовски. Изфрла овој напред. Не комплицира. Гол аут. Радков, да видиме кој ќе бара напред. Илиев е таму
Тарик успее, како што успевал порано, да се избори за топка, така е нов вели фаул судијат. Одлучи дека одбранбениот играч овде има предност, судијата досуди фаул. Ја прифати таквата одлука Илиев. Напред таму играчот со број 2 Стојанов, но топката само до Атанасовски, кој веднаш додава до Анастасовски. Не турка напред да видиме дали ќе игра со Денковски, но не стига топката до него. Фаулиран овде при пробивот за да дојде до шанса еден од гостинските фудбалери. Од Ратков кој признава, поточно поново влезење од Петровски. Топката кај гостите, ќе нафрлаат. Упатена кон Лиманов, таму доаѓа до него топката. Одиграа. 33-та минути, второто полувреме. 2:0 за екипата на Детонит. Јалови обиди на тимот на Брегалница. Имаше ли овде Ѓон, така е, вели судијата. Демов. Одзема Денковски солидно, веднаш до Ратков. Топка напред кон Илиев, да видиме, и судијата се решава да суди офсайд. Што ти бе, мамо, ти да мутава да да фреја, ја ти дам го. Да. На мен сам. Ево ти добар фанул, јас. Не боди ја ти кога таму е. Нека слабо одиграш. Има ли надеж за домашниот тим? Тоа е прашањето кое сега се го поставуваат